Утрински стихови од Библијата. 19 септември. Тој ги утврдил моите чекори и ме изведе од длабината на јадот и од длабока тиња, па ги постави нозете мои на камен и ги зацврсти стапалата мои. Псалам 42. Христијанскиот живот е повеќе од што мнозина го сметаат. Тој не се состои само од љубезност, трпение, кроткост и добрина. Овие добродетели се суштествени, но исто така постои потреба и од храброст, сила, енергија и истрајност. Патеката која Христос ни ја посочува е тесна. Тоа е патека на самооткажување. Да се тргне по тој пат и да се истрае на него, низ тешкотии и разочарувања, тоа бара луѓе кои се повеќе од обични слабаци. Потребни се издржливи луѓе. Луѓе што нема да чекаат патот да им биде израмнет и секоја пречка отстранета. Луѓе кои со нов жар ќе ги инспирираат за слабнатите напори на обесхрабрените работници. Луѓе чии срца се топли со христијанска љубов и чии раце се силни за да ја извршат работата на својот Господар. Некои што се вклучуваат во мисионската служба се слаби, без енергија, без дух и лесно се обесхрабруваат. Ним им недостасува поттик. Тие ги немаат оние позитивни карактерни црти што даваат сила да се преземе нешто. Духот и енергијата што разгоруваат ентузијазам. Оние што сакаат да постигнат успех, мораат да бидат храбри и полни со надеж. Тие треба да ги негуваат не само пасивните, туку и активните доблести. Додека од една страна треба да даваат благи одговори што ќе го згаснат гневот, тие мораат да имаат и храброст на херој за да му се спротистават на злото. Покрај љубовта, која се трпи, ним им е потребна и цврстина на карактерот, што ќе го направи нивното влијание позитивна сила. Во вистинскиот христијански карактер постои непокор, што не може да биде преобликуван или покорен од тешките околности. Ние мора да имаме морален рбет, непоколебливост, што не се подчинува на ласкање, подкуп или заплашување.